Живо во централниот дневник, Габи, минусни температури, но каква е желбата на скопјани вечерва да бидат присутни на градскиот плоштад? Има ли веќе луѓе? Добро вечер од плоштад Македонија. Маријан, температурите, иако овде се минусни дефинитивно, сепак плоштад Македонија вечерва ќе биде срцето на централната прослава во Скопје. Како што напоменав, температурата иако е ладна, меѓутоа атмосферата полеку овде се вжештува, со оглед на тоа дека за помалку од 1 час веќе ќе почне и главната програма која што ја организира град Скопје овде на плоштад Македонија. Па кога сме кај главната програма, да потсетиме дека журката вечерва започнува во 20 часот со Миле Кузмановски, кој ќе биде на сцената до 20 часот и 30 минути, потоа настапува Огнен Здравковски, кој што ќе ги забавува скопјани и сите присутни до 21 часот. Потоа фокус се става и на помладите звезди Дина Јашари, која што ќе забавува публиката од 21 часот до 21 часот и 30 минути, потоа следуваат Кукулеле и требаше да следува Тамара Тодевска, меѓутоа од менаџерите разбрав дека практично имаат една рокада со 2 бона, па наместо Тамара Тодевска да настапи во 10 часот вечерва ќе во 22 часот вечерва ќе настапат 2 бона, потоа следуваат Пајак и Лара, кои што ќе бидат на сцената од 22 часот и 50 минути до 23 часот и 30 минути и веднаш потоа Тамара Тодевска во 12 точно водителите ќе го одбележат честитањето на новата година, односно точно на полнок ќе испратиме старата 2025 година и ќе да чекаме новата 2026 година, а веднаш по полнок, односно 5 минути по полнок на сцената застанува македонската звезда Каролина Гочева, ќе ги забавува сите присутни некаде до 1 часот по полнок. Како што може да забележите, веќе се прават последните подготовки и тонски проби на бината овде во Скопје. Сепак, иако имаме во моментов помала раздвиженост, предпоставувам неголемиот дел од скопјани кои што ќе дојдат овде вечерва на плоштад Македонија се подготвуваат во нивните домови. Вечерва би сакала да напоменам дека има само една прослава, таа е овде на плоштад Македонија, што не беше случајот и претходната година кога освен на плоштад Македонија имаше организирана прослава и во Киселавода. Денеска ние сме овде некаде, дојдовме пред околу 1 час, успеав да поразговарам со дел од најмладите кои се нивните новогодишни желби, што си посака оваа година Дедо Мраз да им донесе и дали биле умни во продолжение да ги слушнеме одговорите на најмладите. Сакам лектира. Лектира? Каква лектира? Како си теше шикерното дете? Шикерното дете. И друго, што сакаш за нова година од Дедо Мраз? Не знам, сакам подарок само кукуричка. Каде ќе ја прославите вие новата година? Дома. Зошто? Ќе дојдете овде на плоштад Македонија да прошетате на музиката? Да, дојдовме малце со керка ми дојде и сега за нив ќе прославиме. Тоше, што посака ти од Дедо Мраз оваа година? Па ништо искрено, бидејќи не мислам дека постои. Не мислиш дека постои, а беше ли умен? Да. Добро, воопшто кои се твоите новогодишни желби? Па немам испланирано се уште. Ти викаш? Софија, колку години имаш? 3. Што посека од Дедо Мраз, Софија? Кукуа и огледало. Браво, а дали Софија беше умна изминатата година? Да. Браво, срекна нова година. Дедо Мраз го сакаш, а дали сакаш Дедо Мраз пакетче да ти даде? Да. Што сакаш да има во пакетчето? Чизбургер. Чизбургер? Да. Браво, а дали беше умна изминатата година? Не. Не беше мирна? Па ајде следната година ќе бидеш мирна. Срекна нова година. Добро вечер, каде за нова година? Браво. Дома за нова година. Дали ви се допаѓа еве како украсено на плоштад Македонија? Да, многу добро. Јаката особено многу добра. А програмата за вечерва дали ви се допаѓа? Да, супер. Наши пејачи, одлично. Супер. И кои се вашите новогодишни желби? Многу желби. Набројте ги. Прво здравје, после здравје е најбитно, среќа и тоа. Лего, коцки? Да. Беше ли умна оваа година? Да. И само кажи ми колку години имаш? 5. Браво, Исидора, срекна нова година. Ај кажи ми. Срекна нова година. Браво, Исидора. А ти како се викаш бе, јунаку? Огнен. Огнен, колку години имаш? 3. Огнен, што си порача ти од Дедо Мраз? У пакетчето да имаш. Што сакаш Дедо Мраз да ти донесе?
Чоколади. Колку чоколади? 10. Браво, Огнен! Среќна нова година! Да пукне! Браво! Да, тоа беа желбите на најмладите. Тие посакаа различни желби, односно подароци од Дедо Мраз. Меѓутоа, екипата на Сител телевизија вечерва сепак успеа да го пронајде Дедо Мраз. Успеав да поразговарам и со него. Во продолжение кратко го слушаме и неговиот разговор. Екипата на телевизија Сител го најде Дедо Мраз. Дедо Мраз, добро вечер. Добро. Повеле. Екипата на телевизија Сител и вечерва го најде Дедо Мраз. Дедо Мраз, добро вечер. Добро вечер. Има ли пакетчиња за сите дечиња? Какви беа дечињата оваа година? Има пакетчиња за сите дечиња. Дечињата беа многу умни, послушни, радосни и весели. Има ли пакетчиња Дедо Мраз за политичарите оваа година? Па да, ако бидат и они умни како дечињата, ќе има и за нив пакетчиња. Кои се најчестите новогодишни желби на дечињата? Дали им ги исполнивте сите желби? Да, сите желби се исполнети на дечињата, а желбите нивни се да има мир, љубов, благосостојба и берекет. Дедо Мраз, ти благодарам што толку многу напорно работиш за време на новогодишните празници. Имам само за крај едно посебно прашање до тебе. Каде ти ќе ја поминеш новата година? Се знае овде на плоштадот во Скопје со сите сограѓани наши. Дали потоа одиш кај Баба Мразица? Баба Мразица чека, не чека да се приберам. Ви благодарам, Дедо Мраз. Среќна нова година. Благодарам и на вас, среќна и се неубаво новата 26-та. Повелете. Хвала ви, Дедо Мраз, и јас бев умна. Да, нај. Да, тоа беше и нашиот специјален гостин во дневникот на телевизија Сител. Бе сакала за крај да напоменам неколку информации кои што се важни за гледачите. Имаме апел од Министерството за внатрешни работи до граѓаните да не користат пиротехника поради фаталните последици кои што може да дојдат до пукањето на петарди. Огномет организиран официјално од град Скопје овде на плоштад Македонија нема да има. Би ги советувала граѓаните да ги почитуваат и советите од лекарите, односно да се пие алкохол во мерки на границата, да не се претерува со јадењето, бидејќи потоа на вистина ќе треба да поминат неколку дена кај лекарите, место да уживаат и во следните божекни празници кои што доаѓаат. Како што напоменав, главната манифестација овде на плоштад Македонија, главната програма почнува околу 20 часот, меѓутоа и за сите оние кои што планираат новата година да ја дочекаат во своите домови, телевизија Сител мислеш и на вас, ви подготвивме на посебна специјална програма да уживате и да се веселите до раните утрински часови. А од мен и од екипата на телевизија Сител ви посакувам среќни празници, среќна нова година, да бидеме живи и здрави, а другото само по себе ќе си дојде студио. Маријан, останувам јас овде на терен, па сите информации каква е атмосферата од вечерва ги поканувам гледачите да ги гледаат вестите утре во 16 часот, каде што ќе им прикажеме каква беше вечерашната слика овде на плоштад Македонија. Благодарам, Габриела, нашата дежурна екипа нова година ќе ја пречека на градскиот плоштад. Имаме уште неколку дописнички јавувања, малку подоцна во овој дневник. Во продолжение, Македонија ја напушта 2025 година, една од најтрагичните години во нејзината понова историја. Оценка за оваа година и следната година на државниот дрв. За сите нас, најтешкиот момент во 2025 година беше трагедијата во Кочани и таа како сенка ќе не следи цел живот. Останува обврската да не ги заборавиме нивните најблиски, но и повредените, а најмногу правдата. Нивната немерлива жртва мора да направи подобри луѓе од сите нас, но и политички и правен систем кој што нема да дозволи нови невини жртви. Посакувам новата година да биде време на исчекор кон траен светски мир, потпрен на меѓународното право и на меѓународните институции. Сакам ние да се вдомиме во Европската Унија, решени да живееме во амбиент на владење на правото, демократија, економски просперитет и здрава животна средина. Лично, секому од вас му посакувам нова година каква што најмногу сака. Среќна нова 2026 година, сакани деца. Среќна нова година, почитувани млади. Среќна нова година, почитувани граѓани. Оваа година не потсети на една суштинска вистина, дека одржливиот напредок не произлегува само од процеси и реформи,
туку и од единството, зрелоста за градење консензус и меѓусебната доверба. Само кога стоиме заедно, со почит и волја да ги споиме разликите, како и со одговорност кон нашиот заеднички дом, можеме да изградиме поправедна и посветла иднина за сите нас. Во новата година ви посакувам здравје, мир, добрина и љубов во секое семејство. Да го започнеме новото поглавје со отворено срце, со надеж што не згаснува и со верба во нашиот потенцијал како општество. Среќна нова година 2026. Година на политичка стабилност во која институциите ќе функционираат појасно, поефикасно и поодговорно. Година на вкупна преобразба на Македонија. Нашата визија е јасна и недвосмислена. Држава во која законот е темел, институциите се сервис на граѓаните, а економијата се движи напред, надежта, повторно се враќа кај луѓето. Не ветуваме чуда, туку напорна работа. Не зборови, туку конкретни резултати. Не сме срекни што политичката сцена не секогаш ја осликува зрелоста што ја заслужува државата. Верувам дека со тек на време ќе созре и свеста дека националните интереси и иднината на граѓаните мора да бидат над се. Државата има потреба од одговорност, сериозност и заедничка грижа за општото добро. Пред нас е нова година. Година на надеж, но и на голема обврска. Обврска да се испорачаат резултати. Обврска да се оправда довербата од граѓаните. Обврска да се продолжи по патот на реформи, развој и стабилност. На сите ви посакувам здравје, мир и сила. Да влеземе во 2026 година со верба дека напорната работа ќе се исплати и дека Македонија ја движиме во вистинската насока. Среќна нова година! Екс-директорот на затворот Шутка треба да одлежи 8 месеци затвор. Судот пресуди дека дозволувал погодности на затвореници кои не биле законски дозволени. На 8 месеци затвор е осуден поранешниот директор на затворот во Шутка Филип Андов. Тој според пресудата на кривичниот суд огласен е за виновен бидејќи дозволувал погодности на затворениците кои не биле законски дозволени. Андов најави жалба. Вели обвинението не направило разлика меѓу погодности и молби за кои тој одлучувал. Овие спроводи се по право на молба, без никаква штета спрема институцијата, без никаква штета спрема безбедноста на затворот, како што они го темелат дека е загрозена безбедноста на затворот. Можам да кажам пресудата тенденциозна и политичка, ради неколку аспекти. Заедно со Андов на обвинителна клупа седеа уште 6 затворски службеници. За нив судот одреди условни затворски казни во трајање од 3 до 8 месеци кои ќе станат ефективни ако во период од 1 година ги повторат кривичните дела злоупотреба на службената положба и несовесно работење. Од обвинителството велат дека откако ќе добијат пресудата донесена од кривичниот суд, ќе одлучат дали ќе поднесат жалба до повисокиот суд. По добивање на пресудата и проучување на наводите во неа, јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција ќе донесе одлука дали истата ќе ја обжали. Поранешниот директор Андов и 6 затворски полицајци од затворот во Шутка беа обвинети дека во периодот од март до јули во 2024 со умисла извршиле меѓусебно поврзани дејствија при вршење на службените овластувања, со што на 5 осуденици им овозможиле незаконски погодности. Како што се наведува во обвинението, осудените биле спроведувани до своите домови и други локации за приватни потреби. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Лицата ангажирани за грижа на стари лица во домашни услови и во домовите за стари лица без хонорарот за 2 месеци. Ресорното министерство тврди дека проблемот бил што не била направена прераспределба на пари.
Македонија се подготвува за прославата на Нова година, но не сите ќе ја дочекаат со радост. Лица ангажирани за грижа на стари лица во домашни услови и во домовите за стари лица ширум државата останаа без исплата на хонорар за 2 месеци. Работеле, помагале, се грижале за старите, но хонорарот се уште го немаат добиено ниту за октомври, ниту за ноември. Игор Јанковски бил ангажиран во домот за стари лица Иван Влашки во Берово, преку проект на Министерството за социјална политика, демографија и млади. Иако го одработил своето, пари се уште нема добиено. Јас лично сметам дека не е коректно, уште од октомври месец немаме земено плата, а сега сме 31, значи новогодишни празници, па се ближат и наскоро и божичните празници, а ние се уште немаме добиено плата. Нема одговор, во старечкиот дом сум прашал да не речам 30 пати и тоа ни го велат. Тоа зависи од Скопје и стварно немаме сознание во што е проблемот. Дека државата доцни со исплата потврдуваат и од Министерството. Проблемот бил што не била направена прераспределба на пари. Во однос на доцнењето на исплатите за месеците октомври и ноември, причината е што со распределбата на буџетските средства не беа обезбедени финансиски средства за оваа намена, што услови привремен застој во исплатите на ниво на центрите за социјална работа. Министерството е во постојана координација со надлежните институции со цел обезбедување на потребните средства и надминување на настанатиот застој, со цел обврските кон ангажираните лица да бидат подмирени во најкраток можен рок. Во моментов застојот се однесува исклучиво на оваа услуга, а Министерството внимателно ја следи состојбата и во другите сегменти на социјалната заштита со цел на времено реагирање доколку се појават слични предизвици. Министерството останува посветено на унапредување на социјалните услуги и на заштитата на правата и трудот на лицата ангажирани во системот на социјална заштита, велат од Министерството за социјална политика, демографија и млади. Јануари е најтешкиот финансиски месец за секое семејство во државата, особено за православните христијани. Доколку Министерството сепак не ги исплати овие лица веднаш по 1 јануари, неизвестноста ќе им остане и за божитните празници. Даниел Василев, Сител телевизија. Освен за храна, македонските граѓани најмногу трошеле за тутун и алкохол, а статистика направи пресек за минатата 2024. Но со оглед на навиките и оваа 2025 година најверојатно нема да бидат поразлични бројките. Половина од заработката на едно македонско домаќинство оди во стомак. Според податоците на Државниот завод за статистика, лани просечно семејство потрошило речиси 160.000 денари само на храна и безалкохолни појавоци. Тоа е повеќе од половина од вкупниот буџет наменет за лична потрошувачка. Во просек на семејната трпеза имало по околу 25 кг тестенини и ориз, млеко 73,4 литри, 32,4 кг сирење, 609 јајца, но и чоколади и кекси со тежина од 22,7 кг. Од зеленчук во просек се јадело по 33 кг домати, 30,4 кг пипер, 29,5 кг зелка и 19,2 краставици. Од овошје најмногу се јадело јужно, 70,2 кг. Потоа лубеници 33,5 кг и јаболка 31,4 кг. Црешите беа скапи годинава, па едно семејство во просек изело само по килограм и половина. Од месо најмногу на домашната трпеза имало живина 45,6 кг, потоа свинско 23,6, околу 17 кг говедско и телешко и половина килограм јагнешко. Во просек секое семејство изело и по 16 кг риба. Од алкохол најмногу се трошело на пиво, во просек по 28 литри на домаќинство, 4,6 литри вино и речиси по 2 литра жесток алкохол. Статистиката открива еден поразителен податок. Граѓаните трошеле повеќе за тутун и алкохол, околу 18.600 денари, отколку за здравје, рекреација и образование заедно. За култура и рекреација се одвојувале скромни 1,2% од буџетот, а за образование речиси ништо, само 0,2%. Просечното македонско домаќинство има 3 члена, од кои само еден е вработен. Најголем дел од приходите доаѓаат од плата и пензија, а штедењето е речиси непостоечка категорија. Податоците покажуваат дека домаќинствата успеваат да заштедат едва 0,5% од своите средства, додека остатокот веднаш се прелива во тековни трошоци и отплата на кредити.
Податоците се добиени врз основа на статистичко истражување на Државниот завод за статистика, спроведено на 5040 домакинства. Мирена Давидовска, Сител телевизија. Се враќаме на најавите за прослава за Нова година. Одиме во Прилеп. Дарко Штарговски ја следи атмосферата таму. Како е вечерот? Да, Маријан, неделат сам уште неколку часови од новата 2026 година, како што може да се забележи на плоштадот Метонди Андонов Ченто тука во Прилеп. Веќе во тек се подготовките за дочекот на истата. Според оние информации кои што ги имаме, голем дел од прилепчаните кои што во моментов се во градот дочекот на новата година ќе го проследат токму тука на ова место, затоа што има подготвено богата културно-уметничка програма. Практично со 31.12.2025 година се завршува еден проект, еден навистина доста успешен проект кој што се реализираше за прв пат во градот во изминативе 8 дена, а насловен е како празнична прилепска приказна. Од 24.12 започна забавата тука во попладневните часови, која што траеше буквално секој ден. Се задоволија сите музички вкусови и настапија голем број музички звезди од нашата естрада, како од Прилеп, така и од Македонија. За тоа што се случуваше изминативе неколку дена во Прилеп и за тоа што ќе се случува оваа вечер, кој ќе настапи на плоштадот и како ќе се одбележи дочекот на новата година, со мене тука е првиот човек на градот, господинот Дејан Продановски. Градоначалник, како што кажав, ова е завршницата на еден навистина успешен проект кој што за прв пат се реализираше тука во градот, кој што покаже и докаже дека Прилеп навистина знае како треба да се одбележат културните манифестации и со овој проект се привлекува голем дел граѓани кои што живеат не само во градот, него и во околните градови да дојдат тука во попладневните часови да го посетат Прилеп и да се забавуваат на музиката која што ја имаше тука секој ден, а може исто така да вкусат дел од прилепските специјалитети и да се стоплат во овие ладни ноќи како што е ова со греано вино, греана ракија и џин. Токму така, ви благодарам за интересот. Еве, на неколку часа до новата година, тука сме да заокружиме една целина, се вика Прилепска празнична приказна, прв пат се организира во градот, почна на 24.12, точно 8 дена или една недела од почетокот, како што кажавте и вие во најавата, од 17 до 21 часот секој попладне имавме богата културна програма, имавме добра забава и конечно успеавме прилепчаните да ги донесеме овде во центарот на градот, да се почувствува на заедништво кое што некогаш го имавме, го враќаме духот на прилепчаните и сметам дека направивме добар исчекор кон враќање на Прилеп како град на културата и на оние работи кои што бевме пионери да ги правиме во минатото, токму пак го враќаме на некој начин приоритетот на нашиот град. Очекувам вечерва да ја заокружиме оваа празнична приказна со настап на нашата естрадна звезда Наум Петрески, да означиме крај на 2025-та, да посакаме успешен старт на 2026 година и најавуваме дека Прилеп повторно го враќаме на мапата на градови кои што треба да бидат посетени, го враќаме полека духот на нашите сограѓани и се надевам дека би имале уште поуспешна 2026 година и посрекни пубави лица на улиците на градот Прилеп. Токму така како што кажавте, со ова случи на еден начин културно будење на Прилеп, кој што за жал во изминативиот период на овој план беше малку во зимски сон, но сепак докажуваме дека знаеме, можеме и умееме како треба на ова поле да се работи. Дали можеби Прилепската празнична приказна во иднина ќе прејасне во уште еден од оние познати прилепски фестивалски брендови кои што се и тоа како познати не само во Македонија, него и во регионот. Токму така, народната вели ако по утрото се познава денот, тоаш на вистина почнавме една нова традиција која што треба да се гради идните години и за која што сметам дека ќе направиме еден исклучителен проект да Прилеп покрај пивофестот, покрај карневалот Прочка биде познат и по овој по оваа празнична приказна која што ја организиравме оваа година, значи да ги пополниме на некој начин сите годишни времиња со една ваква исклучително важна манифестација која што се случува во градот. Оваа година единствената цел беше да го вратиме духот кај нашите сограѓани, да ја вратиме на некој начин забавата која што последниве години беше изгубена, некако се оддалечивме со короната, направивме таа социјална
дистанца да стои меѓу нас и конечно на еден помал, можеби простор овде на градскиот плоштад, но навистина се почувствува топлината меѓу сите нас, ни се врати празничниот дух и верувам дека ова е еден исклучително добар старт за влез во новата 2026 година, за која што сметам и најавувам дека ќе биде на културно поле, а и на секое друго поле успешна за Прилеп. Се надевам и за во рамки на Република Македонија дека навистина не ни преостанува ништо друго освен да имаме една многу успешна 2026 година на сите полиња. Благодарам за разговорот и еве уште еднаш до сите оние кои што сакаат да се забавуваат на добра музика, да вкусат топло греано вино, да се стопа со греана ракија, да дојдат тука на плоштадот Методи Андоновченто и ја дочекаат новата 2026 година. Благодарам. Нова година се дочекува и на неколку други места низ Македонија. Во овој избор е и Струмица. Во овие вести Зоран Ѓоргиев открива како струмичани ќе ја дочекаат оваа година. Добро вечер и поздрав од Струмица. И овде се одбројуваат последните часови и се прават последните подготовки за испраќањето на старата и пречекот на новата година. Раздвижено се уште има низ централното градско подрачје. Ова може да се заклучи од сликата позади мене. Граѓаните, како што веќе реков, ги прават последните подготовки и брзат или да го направат она се што е потребно за испраќање на старата година. Струмица годинава нема организиран дочек на новата година. Тоа е пракса во изминатите 20 години, но како беше програмата и каква програма во наредните денови ќе се нуди за струмичани па и за сите гости што ќе дојдат за време на празниците. Тука разговараме со првиот човек на општина Струмица, со градоначалникот Петар Јанков. Градоначалник, добро вечер. Благодарам што еве и на крајот од оваа година отвоивте време за нас и за нашите гледачи. И првото прашање, како Струмица ја испраќа и како ќе дочека новата година? Благодарам за поканата. Струмица последните 20 години нема организиран пречек за нова година, за главната вечер, но тоа не значи дека во иднина треба да биде така. Се разгледува можностите во наредните години да се организира одредени настани на самиот ден на новата година. Во изминатите денов имавме богат новогодишен базар, исто така имавме музички и забавни програми, како за млади, така и за сите наши категории на сограѓани. Новогодишниот базар беше добро посетен, добро поминавме. Се надам дека така ќе биде и во деновите што следат. И покрај тоа, како што рековме, вечерва нема да има ништо на плоштадот во Струмица. Има новогодишната атмосфера. Локалната самоуправа се потруди градот да биде новогодишно уреден. Да, и ова година Струмица е предновогодишно добро украсена. Тоа го препозна сите наши сограѓани, за разлика од минатата година кога новогодишното крстовање беше нешто повеќе од 8.700.000 денари, оваа година поминав со скромни 3.500.000 денари, но тоа не значи дека изгубивме нешто на квалитетот. Тоа граѓаните добро го препознаат, така ќе продолжиме понатаму. Сега она што ме интересира, рекове, во изминатите денови имаше навистина богата програма, се најавуваат содржини во наредните денови, што може да очекуваат, освен или централното случување, а тоа ќе биде бадникарскиот концерт. Да. Овие денове Струмица е доста развижна, имаме доста наши сограѓани кои се на привремена работа во странство, ги се овде со своите најблиски. Значи, ќе имаме освен бандикарскиот концерт, ќе имаме бандикарски концерт организиран традиционално како и оваа година со доста дечиња, мислам дека ќе учествуваат преку 200 дечиња. И на тој начин ќе се означи Коледа и ќе се најави раѓањето Христово. Колку е точна информацијата и колку вие како прв човек на општината имате информација дека освен нашите сограѓани кои што се враќаат за празниците овде, дека овие празници и многу гости од соседството, празниците ќе ги поминат во угостителските објекти во Струмица? Да, според информацијата со која располагам, има доста гости од нашите соседни држави, што е добро тука за струмичката економија. Угостителски капацитети се задоволни од таа посетеност, како и угостителските објекти. И за на крај, која ќе биде вашата порака, која ќе биде вашата честитка и очекувањата за 2026 година? На сите мои сограѓани сакам да ја посакам среќен нова година, многу здравје, успеси и Струмица да ја водиме на правиот пат.
Господин Јанков, ви благодарам што вечерва на неколку часа пред испраќањето на старата година одвоивте време за гледачите на Сител телевизија. Благодарам на вас. Маријан, ова е се кога станува збор за јавувањата од Струмица во оваа 2025 година. Желби за среќна, успешни берикет на нова година до сите наши гледачи и од мене, а новото јавување и новите извештаи ги најавуваме во новата година, односно утре вечер во првиот дневник од 2026 година со извештајот за тоа како поминало одбележувањето на новогодишната ноќ во Струмица. Благодарам, Зоран Ѓурѓиев. Темата на денот се препознатливи минути од централниот дневник на Сител оваа година. Овој пат тие се посветени на нас, моментите што за камерата ја одбележаа нашата работа. Уживајте 2026-та, нека биде година на повеќе енергија за успеси што создаваат напредок. Среќни празници, да споделуваме убави моменти. Добро, затвори врата сега, изпрофесионализирај се малку. Бидете малку професионални, тоа што е крај на годината, не е крај на светот. Хајде бе, усериозете се, луѓе, бе, стварно имаме работа. Нема пуштат? Не бе, добро, ако не ќе одам така на слепо. Го гледате дневникот на Сител. Во студиото со вас, Славица Арсова. Добро вечер и добре дојдовте. Гледате новогодишен дневник на Сител. На почетокот, настаните кои одбележаа 2025. Ви врши работа? Да, сега моментално мириза на шампон, значи е чисто град. Уште една држава има, ја заборив. Ајде за убави работи да зборуваме, ајде да се веселим. Добар вечер. Овие вести во живо ги пренесуваме деталите од последното рочиште пред објавата на пресудата. Тато? Добро утро, убава Керко. Добро утро. 1-2. Дали ме слушат ценитата режија? Абе, вие сте јака екипа, бе. Мали технички проблеми, Христос се роди. Со Господ напред, после да не ги искрши некој. Од трета мајка, мислам, најдобро ќе биде. Кирче, што прешва? Држи капата. Кога ќе видиш како работиме, веднаш ќе посакаш да работиш со нас. Мислам дека ќе ја откачиш цела прекрасна утринска екипа. Имено Јована Костадиновиќ, Јована Стојменовиќ, просете, да, разговара со... Колегата Иван секогаш што имињата има проблем да извада малку, ама се смееме, се шегуваме меѓу нас секогаш. Треча среќа. Така пред... Повели. Неверојатно. Мој термин е нешто што ни треба, нели? Не дај Боже да затреба за нешто итно. Симптомска инхалациона и итна медицинска терапија, лабораторски анализи, крвна група. Браво. Па нема она голем диапазон. Не, нема диапазон голем на Ниедна вештачка интелигенција не може да ја замени оваа мојава природна. Ајде одиме сега со вештачка интелигенција. Даниел Василев известува во живо од таму. Даниел, има ли одзив од граѓаните? Од локалната власт велат дека организацијата поминала во најдобар ред и што? службите се на терен, се чистат контейнери, но меѓутоа има и онакви Што стана, зашо сечка? Идемо дале. Ајде. Пак нешто угла. Каде бе? 10 секунди шпица. Тук на терен. Стварно ли имав нешто бе? Дали беше окей со температурите само? Зоки, колку кажа температура за утре очекување за вода? Во водите на Охридското езеро се положена температура на водата од околу
Леле. 7-8. А јас чувствувам -5. Ќе биде окей. Не ме прави многу ба. Ме чеча грлото. Ај, Господе Боже. Кои се реалните шанси дека тој граничен премин ќе профункционира? Овој граничен премин, Маријан, како што и претходните. Затоа си најубаво уживо. Нели? За надворешни работи на Португалија, Кипар и Кенија. Уште една држава имав, ја заборив. Добро, далеко е Америка. Кад заборавиш да се избричиш, тоа е. Па среќа имам машинка за бричање овде. Сакам во ова да се доискажам, значи не може да дојдат во израз и гледа дека тонот броде, како? Тонот броде. Јас сум малку за економија тапа и затоа не може да ти парирам. Voila! Кај натаму? Био ненормален. Бе натаму. Тука. Ја ќерка на јаготка. И? Јас сум Мики, ќерка на јаготка и Диме. Што вика и? Ќерка на јаготка и Диме. Ништо не сум ја ќерка. И на Диме сопругот на јаготка. А не. Син, ја ќерка. Си измеша. Се избои. Да. Не, успее мене да ме збуни, он се збуни. Ка беби ме те збуни. Ајде, наплов, па да се вратиме, полека. Добро, со сумите. Не бе, ако со се Джоле поза... Па тоа е фората, ќе биде интересно. Джоле со тоа клештите нешто сецка. Ме моламе да наплов за наш Джоко. Па тој да не знам, стварно. А она што вие во продолжение ќе имате можност да го следите е новото издание на Моје село. Не заборавајте да го пропуштите во следните 30 минути ова живописно место. Ова утро ве водиме во едно прекрасно село. Најнапред би ве запрашал дали сте биле на Скопско лето, Мајско лето, Охридско лето, вакво лето, такво лето, ама не сте биле на Куково лето. Па да завршиш како што е. Одлично. Одлично. Петровска. Петровска. Сега Хиленбранд. Хиленбранд. Да. Сладжана, синчето. Јонас Хиленбранд. Хиленбранд и тато. Олга Хиленбранд. Хиленбранд. Кафето не си го испив. Ке пробам вака, чекај. Само не можам да мислам. Те чуjem, ништо не те слушам, чабе збориш? Уште еднаш, ама остај го вака. Бидејќи се случува на паркинг кој е дел од стамбеното домување и се наоѓа на слепа улица. Како сплашена сум, така? Па не ми чини телефонов, не можам слушалки да подснам. Абе нема да концентрираш сега, значи пак е гутна ова, чекај се. Марија принесе одлази од љубовта. Треба да се бориш за неа. Знам па некад ја нешто паметно кажам. Леле, не може. Ајде, пуштај се, Али. Меѓутоа знам и јас отприлike полу знам. Еве вака го кажувам. Добро, ние сме уште млади и не осеќаме последици. Оти младите не можат да мислат како вас големите, почесто гледат на младите отколку што големите, да речем. Али повозрастните нека се пазат. Да, сега моментално мириза на шампон, значи чисто град. Халал да му е на орце. И тоа што викаш. Да ве прашам, имам едно прашање. Што е со политичарите? Дали тие беа мирни? Дали беа послушни? Има ли за нив пакетчиња? Оваа година за политичарите пакетчињата ќе ги преполовиме на половина. Добар вечер. Ова вака полна сала, јас не сум видел одамна во. Од последното, односно од прашањето, пак ги коментирам сите овие тези кои што ги растурате како пердови овдека во собраниската говорница.
Не е проблем, пола сат. Поставете му време на времето. Временска насител, добар ден и добре дојдовте. Колкава му е машната, толкава му е и платата на водителот. Ова жолто ливче ве поздрави. У тон со машната. А еве едно овде. Океј, може од мене. Македончето е спремно по секое време. А чекај малку, само да ова не било спремно. Кај си е? Аве, брат. Ајде, више само да дрнда. Ми нема, море. Ме вати полицијата. 3 дена ме држат. Мојто од мене. Попладнемно издание? Не попладнемно. Утре над Западна Европа има длабок циклон со центар западно од Велика Британија. Јас со нешто друго прскам. И па сега, знаете како? Ова се скупи парфеми. 95% е масленост. Сте виделе вие ваков парфем во животот? Немате пари. 17.800 е. Ја го имам пред сите. Во живо, таму е колешката Габриела Лескова. Габриела, гледаме голем густ чат зад тебе, што се случува на терен? Иван, доколку се слушаме, моментално се наоѓаме на кај патот Скопје кој што води кон Влаце, како што може да забележите поради разгорување на пожарот кој што се наоѓа И благодарам за ова вклучување. Ништо, носам поише чорапи. И тоа може да е тактика. Снимаш? Те барам понакосо. Како понакосо? Пона вака, брат. И? Зошто иначе вака не гледам, од ова ми се одбива. Дај некако по вака. Вака бетар. Навака, брат. Ќе го почекаме, другаре. Да ти правам вака за Александрија? Ајме, брат. МГ автомобил. Што е тоа МГ автомобил, ба? Ајде зубави работи да зборуваме, ајде да се веселиме. Каде се спремаш? На микрофон ми е бучавата, ама на атмосфера да не те. Прелепа сам, Боже, лепа сам ко икона. Борба те чека. Зависи колку ќе дигнеме атмосфера. На божично јутро снено и мутно у капуту очевок малчице превеликок. Тишка бања, топла вода, за ниш ли е жива згода? Нишка бања, топла вода, за ниш ли е жива згода? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ќе ме паднеш. Дошол сам на njena vrata da joj kažem baš da odlazim. Тука е крајот на овие вести. Централниот дневник во 19 гостин аналитичарот Благојче Атанасовски.